За вакво однесувани кршење на Устав и зашто за ваква алтернатива на ова. Почитување на Уставот, почитување на законите е најдобрата. Граѓаните јасно си го кажат. Треба да се почитува. Ваква слика новинарите затекнаа пред седиштето на ВМРО ДПМН, каде пратеникот на СДСМ Костадин Костадинов држеше пресконференција. Откако срдечно се поздравија, започнаа жестока расправија околу референдумот. Знаете ли дека над 600.000 граѓани е апсолутно најголема апсолутна поддршка во сите изборни процеси? Што соопшти? Успешен референдум, неуспешен референдум. Дајте ми го законот, да го говориме да видиме дали има успешен или неуспешен референдум. Консултативен референдум. Што соопшти? Консултацијата со граѓаните е јасно направена. Имаме легитимитет. Добро, да излезе студија. Како одговорни политичари. Да излезе што? Во собрание. Да го поминеме договорот. Студија И конечно да се надминеме. Ова не е прашање за мене и за тебе. Ова е прашање за граѓаните кои што веќе име преку глава. Граѓаните точно си глава од манипулација. Точно си кажа. Не е кажување да седиме дома, знаеш. Како не е? Бојкотот не е опција. Бојкотот е опција, законот за референдум апсолутно не сме да бојкотира. Никој не треба да биде повикан на одговорност доколку гласа или не гласа. Но јасно изразената воља на граѓаните кои гласале на референдум, доколку гласа или не гласа, мора да се испочитува докрај. Според Стоилковски, ВМРО ДПМН нема да преговара за обезбедување на двотретинско мнозинство во собранието, бидејќи според законите и според уставот, референдумот не помина и не смее да има легализација преку правните институции на договорот со Грција. Инаку, пратеникот на СДСМ Костадинов обвини дека зад барањата на ВМРО ДПМН за техничка влада и јавен обвинител се крие барање за амнестија на поранешниот премиер Никола Груевски. За поддршка на договорот со цел интеграција на државата во Европската